Добар ден, драги пријатели, добре дојдовте во денешнава епизода и издание. Моето име е Јосиф Дамјанов, како и порано. И денеска одговарам на две прашања од наша пријателка Сања, која што ни ги постави, така да за да не должам и да искористам повеќе време за да одговорам на овие прашања, да ги погледнеме првото па после и второто, од кого ќе дадам одговор. Сања, фала ти и генерално е прашањево фантастично, затоа што огромен број на луѓе се заробени во оваа приказка и во овие прашања, од причина што повеќето од луѓето нормално е дека генетски сме предодредени каде можеби доколку покачуваме килажа, во кој дел од телото најмногу ќе се поправаме. Од типот некој околу стомакот, некој можеби околу бутини, некој можеби рацете му се најголем проблем и работа за која што се најразочарани кога се работи за вишокот на килажа и на изглед, но ќе ти кажам една работа. Што и да кажува генетиката, телото има една карактеристика да своите масти ги гледа како резервоар. И не постои производ и не постои тип на вежба која што таргетира само одредена група на масти, односно група на масти кои што можеби се складирани околу стомакот, околу колкови, раци и така натаму. Туку телото кога троши масти, а и кога создава масти, тоа го гледа како резервоар и како процент на создадени масти. И исто како што си покачувала килажа и масти, така и би требало да намалуваш. Односно тоа во превод значи дека ако можеби твојот стомак е местото кај што ти е најпроблематичен и можеби твојата генетика предодредува да таму најмногу се складираат мастите, тоа ќе значи дека со едноставно добар начин на исхрана и намалување на општо на процентот на масти во твоето тело ќе се намалува и стомакот. Можеби затоа што таму е најголемото складиште, можеби и најбавно ќе сметаш дека тие масти се топат и си одат, но пак ќе ти кажам, телото не препознава конкретно во кој дел денеска ќе намалува. Исто како што колата, кога има резервоар на гориво и во него има гориво, нема начин како да можеби троши од левиот ќош или од подлабокот резервоарот гориво да земе и така натаму, едноставно го троши горивото и можеби на крај на денот ќе дојде до момент да нема повеќе резерви. И истото и со нашето тело, можеш да го замислиш тоа како резервоар на заштедена енергија, односно таа заштедена енергија е во сало и со добар начин на живот да ти се намалува општо процентот на сало, но нема ништо што ќе ти таргетира одредена група на телото и одредена група на масти во делот телото, што се однесува и до вежбањето. Ако сметаш дека треба да повеќе вежбаш за да намалиш сало и масти, повторно си во заблуда, затоа што она приказка која што барем јас ја пренесувам на луѓето е 80% исхрана, 20% вежбање, и тоа можем да ти го докажам затоа што ти со вежбање можеш да потрошиш можеби 300, 400, 500 илјада калории, но тие калории може да се надокнадат многу брзо доколку исхраната не ти е во ред, така да најголем фокус дади и на исхраната и на како ти имаш распоред и квалитет на оброци во текот на денот, а вежбањето само може да ти го убрза процесот, да ти ги олесни работите, затоа што нормално ако си повеќе физички активна, ќе се трошат повеќе калории, тоа на неделно и на месечно ниво ќе биде огромна бројка на калории, што ќе значи намалени килограми во процент на масти, и таа е таа математика и континуитет кој што е најважен за да се постигнат резултати. Не барај исхрана, производ, продукт, вежба која што ти таргетира, не знам, само стомак. Не постои тоа, така да мислам дека на ова прашање ти одговорив, а сега ќе го погледнеме и следново. Знам дека ти е страв, Сања, на многу луѓе им е страв и многу луѓе ми го поставувале ова прашање во врска со тоа дали ако јас намалам 20-30 килограми ќе ми виси кожа и така натаму, но еве ќе ви кажам што е логиката и кои се фактите кои што јас ги знам околу ова и мислам и имам искуство околу ова, работејќи си на себе и на луѓето на кои што им помагам, а тоа значи дека кожата е исто така орган како и сите други. Кожата е најголемиот орган на телото
И доколку кожата го добива потребното гориво и нутритивна вредност која што ја бара, тоа се витамини, минерал, протеини и така натаму, ќе се регенерира добро. И што во тоа превод значи? Ако твоето намалување на килажа се базирало на одредена диета, која што подразбира, не знам, воден ден, подразбира протеински ден, едноставно редукциона диета која што подразбира да внесуваш многу малку калории и да редуцираш одредени нутриенти, како да не јади шекери, не јади јаглехидрати, денеска не протеини, утре не витамини, само воден ден, кој што кажав и слично, кожата нема да стигнува да се регенерира добро, затоа што телото функционира на следниот начин. Секогаш кога фали одреден нутриент во телото, било да е тоа макро или микронутриент, телото мора да најде начин како да го снабди тој нутриент за да ги функционира виталните хемиски и метаболички процеси и да може органите кои што не одржуваат во живот да функционираат. И тоа значи дека телото, ако не ја добива нутритивната вредност од храната и доволното гориво, секогаш ќе најде нутритивна вредност од периферијата на телото. А периферијата на телото значи кожа, значи ногти, значи коса, значи мускули и коски. И тие периферни делови се секогаш таргетирани и се извор на нутритивна вредност доколку телото метаболизмот не го добива потребното гориво. И затоа се случува да многу луѓе кои што слабеат на неправилен начин да имаат проблем со кожата, затоа што кожата не успева да се регенерира, напротив, служи како извор на гориво и затоа свиснува и не личи на ништо, но доколку вашето слабење, конкретно ако ме прашуваш за тоа, е на поправилен начин со редовни оброци, со квалитетна, правилна храна која што му обезбедува на телото секакви нутриенти во текот на денот, тогаш и кожата ќе си се регенерира и на истиот начин како што се расширила, на истиот начин ќе треба да се врати и назад. Може би ќе остане некоја стрија плюс-минус, но во секој случај нема да изгледа толку грдо и лошо како што може би би ти изгледало тебе и може би се плашиш од моментот дека би дошла до тоа стање. Така да, Сања, фала ти уште еднаш и фала ви на сите за интеракцијата. Мислам дека овие две прашања мачат огромен дел од публиката која што не следи и општо од публиката и која што не следи. Затоа може би споделете и вие на некого овие теми и овие прашања кои што ги зборуваме тука. Не ги чувајте само за себе и не бидете себични и нормално користете го хаштагот #AskJosif доколку можам некако да ви помогнам и да одговорам на некое прашање. За денеска завршуваме. Ве оставам во здрави животни навики. Фала што не следите и имајте си убав ден. Чао, чао.